Пред падот на Берлинскиот зид македонскиот прогресивен културен идентитет беше загрозен. Човекот беше јасен, многу едноставен, каже промените ги текстовите на српско-хрватски, пак ќе снимите албум. После секоја свирка ме бачетува се ти остане за кој сте вие, што сте вие? Што е ова, што правите вие, каква е оваа музика, што се Падот на железната завеса внесе свежина во македонската рок култура која почна слободно да се изразува на македонски јазик. Сепак и 20 години по падот на зидот во Берлин, носителите на македонската демократска пролет сметаат дека луѓето која кочеа демократизацијата се уште моќни. Да, дефинитивно да. Некој од нив ги знам, но мислам не би именувал. Во Македонија се уште има такви струи што не држат баш ко мочвара на Милошевски, Милошевич, некој вид на пропаганда. Во ова издание на Еврозум ќе гледате и како источно-берлинските рокери му се спротивставија на тоталитарниот режим. Еврозум, вторник, 22:30.